Веќе година дена работиме на проект каде што истражуваме кои материјали и овие нови материјали што ние ги произведуваме со каков капацитет се за да можат да прочистат отпадни води. Нашата идеја беше да се користат наши македонски материјали. Што значи наши македонски материјали? Тоа значи да не се увезува ништо, да биде се што се користи да биде ефтино, ама да биде и ефикасно. Затоа користиме туф, перлит и зеофит од нашите овде македонски потенцијали, а графенот како наноматеријал и јаглеодните нанотоби како наноматеријал се материјали кои што ние ги произведуваме во оваа лабораторија и за нив не е проблем заради тоа што методот кој што го користиме и покрај тоа што тие се многу скапи на светските пазари, методот ние што го користиме ни овозможува да ги добиеме со многу ниски цени. Пополниме филтерот со сите овие компоненти во одреден соолност. Кога наполниме филтерот, го затвараме и течна водата која што сакаме да ја почистуваме, да видиме каков ефект на почистувањето од тешките метали, од тоа што е загадена, и ја внесуваме во овој сад и тоа е вода која што е загадена од нас. Не е проблем, загадена е 2 пати повеќе отколку што е дозволена концентрација според законот за заштита на животна средина во Република Македонија. Од кога ќе наполни водата, ја пуштаме да поминува по гравитацијски пат низ филтерот и ја собираме доле во оваа колба. После одредено време, зависи од тоа како сме се договорили, дали после литар или 2 литра, земаме примерок и одиме во лабораторија за хемиска анализа, да видиме што се случува, да можеме да следиме кривата, докаде овие 5 компоненти можат да ги отстрануваат тешките метали, ама сепак да биде тоа испод границите на максимално дозволени концентрации на тешки метали. Истражуваме неколку метали, меѓу кои најтоксичните оловото, кадмиумот, бакарот, никелот и хром, се обидувавме да го истражуваме. Тие се тие кои што најчесто ги има и се штетни по човековото здравје. За да се доусоврши оваа идеја во отстранување на овие тешки метали во однос на питките води, а не во однос на отпадните води, а понатаму ќе може да се прават истражувања и испитувања бактериолошки на таквите води со анализи бактериолошки, за да може на крај да се каже да, овој филтер функционира и во двете насоки. И на отстранување на токсични материи и метали и во отстранување на бактерии ако ги има внатре, затоа што крајниот ефект и крајната цел на филтерот е да отиде комерцијално на пазарот и да може секој да го купи и било каде да го користи и да си произведе сам чиста вода за да не дојде до некои загадување, заболување или било што.